Лето 2023 топло. Овие астролозите, метеоролозите на целиот свет предвидуваат дека вака топло лето не било последните 100 години. Се прават анализи, а предвидувањето велат дека и во наредните 100 години ќе биде уште потопло. Во една таква атмосфера, во едно такво топло лето, надвор од метрополата, сепак спортските случувања, да не речам фудбалските случувања, се тука покрај нас. Пред се, кога е во прашање почетокот на првата фудбалска лига и стартот на она што е поврзано со Вардар. 22 јули е ден кога Вардар го слави својот роден ден, а 24 јули, 2 дена подоцна, доаѓа веста од Фудбалската федерација на Македонија дека два клуба од прволигачката конкуренција, а тоа се погодувате едниот фудбалскиот клуб Вардар како на мета наместен, се уште некако не престануваат тие, да не речам, островни стрелички, и вториот, новиот прволигаш Воска Спорт немаат целосна документација за да ги добијат потребните лиценци за настап во првата лига. Така оддалеку, без изворни информации, надвор од центарот на збидувањето, тешко е нешто попрецизно да се каже или да се дефинира која е главната причина зошто, да речем, овие две екипи не можат од прва рака да ги добијат лиценците, но кога е во прашање нашиот Вардар и она што го знаеме, анализирајќи ги неговите настапи во овој пролетен дел и целото она Голгота, Рашомонијада и славеничко прволигошко славје, за кое сепак најголема заслуга имаат фудбалерите, ни силни, цврсти момчиња кои го донесоа Вардар во првата лига, стигнува веста дека пречката е од административна природа, дека финансиските извештаи на Вардар сепак мора да бидат подпишани од стариот собственик, човекот кој 2 години ништо не направи за Вардар и кој многу малку исплати од неговите финансиски обврски пред се кон фудбалерите. Една мала дигресија пред да се вратиме ново со лиценцата. Фудбалерите на Вардар одиграа цела сезона, значи без 12-14 плати, одиграат цврсто машки, се надмина и самите себе. Секако беа предводени од стручниот штаб, неговиот шеф, спортскиот директор, и она што е најглавно, ветерот во грб го дава навивачите, навивачката група Комити, која беше дел од целиот овој арсенал прволигашки каде што Вардар стигна. Зошто го кажуваме? За да се подсетиме дека сепак мислам дека не постои институција со секоја чест на реномето, рейтингот и авторитетот, да не речем и правилата, да не бегаме од нив кога е прашање Фудбалската федерација на Македонија, која може институција да најде или да бара влакно во јазикот во целата ова перипетија кога фудбалерите на Вардар и нивните навивачи се изборија за пласман во првата лига, кога тоа е глант чисто осварено на зелениот терен, преку тој бараш надпревар во Кавалдарци. И сега наеднаш повторна некоја административна пречка за која се оставени 2 дена, некаде 26 јули, среда, да се надмине овој проблем. Не се нема цврсто продукција Скок. Јас како автор на оваа емисија Мијалче Доргутов сум убеден дека оваа небулоза, оваа некоја пак камче во кондурата на некого кого Вардар почнува да го глочка и да му смета во оваа прва лига, се обидува да најде и начин да се сопре оваа црвено-црна машинерија која фаќа убав залет таму горе на Златибор, каде што мртвата стража на комитет има апсолутна прегледност и апсолутна контрола на сето она што се случува. Од тој аспект, во продолжение на емисијата, едно наше видување мине анализа за она што Вардар го чека овие 2 дена до 26, односно дефинитивно одобрување на таа лиценца и секако жрепката која е за првата фудбалска лига која е поврзана со ова и очекувањата на резултатски план од фудбалскиот клуб Вардар.
Значи вака, да нема некоја теоретска дилема или правно-процедурална дилема, некој прашалник, финансиските извештаи секако мора да ги подпише поранешниот собственик, човекот кој го загоди Вардар, кој се обиде да го симна на некои најниски гранки, но на кој за жал тоа не му успеа. Предпоставуваме со некоја гарнитура која стои зад него. Ирелевантно, тоа е завршена приказна. Тие финансиски извештаи де факто ќе бидат подпишени од него, нема тука пречка. Не гледам што би било пречката да не ги подпише тие финансиски извештаи и да се искаже тој финансиски резултат на Вардар, и тоа го бара Фудбалската федерација на Македонија. Друго е целата иницијатива, сето она кое се прави и кое полека, но сигурно со цврсти чекори го прави Вардар во еден стабилен клуб со оглед на сите оние околности во кои стигна до првата лига. Ќе се обидам две-три реченици да објаснам дека трајното решение на Вардар не се парите од град Скопје, не се ваучерите од Агенцијата за спорт и млади, не се парите со 1% од бруто приходот на 12 скопски општини. Тоа се пари кои ќе го потпат Вардар, кои ќе го застанат Вардар на здрави нози да ја одигра оваа полусезона, да може да се стабилизира, да ги испука сите овие условно кажано спортско-фудбалски непријатели околу него, кои на секој чекор прават сопки, некои пречки административни, било да се натре во клубот, околу клубот, поранешни членови на клубот или не знам кој, или овие кои, ајде да речеме, ја бркаат својата работа во Фудбалската федерација на Македонија. Меѓутоа, знаеме како сето тоа одело во минатото и знаеме дека на општ интерес секогаш има место за известна толеранција, не во смисла на финансиските извештаи, во смисла на авторитетот, на рейтингот, на возбудувањата, на интересот кој го носи фудбалскиот клуб Вардар со неговото влегување во првата лига. Тоа е повеќе од очигледно и не сакам ниту еден клуб да го потценам, не дај Боже да го навредам, зборувајќи за клубовите кои не представуваа на европската сцена, кои иако резултатски лошо поминаа, достоинствено се обидува да го оправдат угледот на македонскиот фудбал. Меѓутоа, само од еден аспект, ако ја гледаме таа посетеност на надпреварите на Струга, Лум, Трим Лум, на Шкендија, Тетово и на Шкупи, заедно со Македонија Ѓорче Петров, ќе видиме дека вкупниот број на гледачи на кога игра овие наши екипи на домашен терен е помал, да речеме, од бројот на гледачите кои дојдоа и кои го поддржаа Вардар во Кавадарци, тој навивачки караван на бараш на прерод против Скопје. Само една добронамерна дигресија, без омаловажување, без подценување, да видиме кој е каде во овој македонски фудбал, кој колку подршка има и да не заборавам коментарите дека Вардар продал малку 4-5 илјади претплатни билети. Па 5 илјади претплатни билети среда лето по 15 евра не се малку, драги господа, а имам лично навестување дека оваа бројка ќе оди многу погоре и дека Вардар ќе има достоен број на публика уште на првиот надпревар кој ќе го одигра на градскиот стадион на арената Тодор Проевски. Во таа насока, Фудбалската федерација на Македонија го знае ова, луѓето таму разбираат што е фудбал, имаат интерес од силна прва лига, од силен Вардар, од силен Силекс, од силна Шкендија, од силно Шкупи, една силна конкуренција со Академија Пандев и новиот спонзор и еден од собствениците фудбалската икона Горан Пандев. Сето тоа заедно со Тиквеш Кавадарци, да не речем Штипска брегалница, која со големи аспирации, со засилување, тргнува повторно во поход кон едно од местата која ќе обезбеди премиерен настав во некоја од УЕФА надпреварувањата. Значи имаме доста интересна лига, го заборав работнички со потенцијалниот спонзор од Турција, една реномирана компанија. Значи лигата станува компактна, да не зборуваме за Гостивар, да не го забораваме, еден исклучително градски, добро организиран клуб. Значи се на се излегува дека ќе нема слаби екипи во оваа конкуренција, вклучувајќи го и Тиквеш Кавадарци, мислам дека веќе го спомнав.
Значи, исклучително изеначена лига, по моje видување, исклучително екипи кои тешко ќе губат бодови на домашен терен. Во таа насока се надеваме дека жребката ќе биде среда четврток, дека ова процедура за лиценците ќе помине и дека во пресред на новото фудбалско првенство на фудбалскиот шампионат 2023-2024 година искрените љубители на фудбалот и поддржувачи на разни екипи ќе уживаат и ќе гледаат подобра и поквалитетна лига. До тогаш довидување, до скоро. Поздрав до вардарците, до фудбалерите на Златибор, поздрав до навивачите на Вардар, поздрав до сите клубови и учесници во праволигашкиот шампионат 2023-2024 година. Со Господ напред го очекуваме 5-6 август и почеток на шампионатот.